Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. НАТО ја прекинува 7-месечната мисија во Либија. НАСА лансираше сателит во орбитата што ќе ги следи климатските промени, а аспиринот добар и за спречување рак. Еве ги вестите. На 31 октомври НАТО прекинува со воздушната кампања во Либија, одобрувајќи ја резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации. Вчера шефот на НАТО Андерс Фог Расмусен кажа дека не гледа поголема улога на алијансата во постконфликтна Либија. НАСА лансираше сателит вреден 1,5 милиарда долари, што ќе овозможи подобра временска прогноза и следење на долгорочни климатски промени. Сателитот со величина на мал автобус, кој тежи 2 тони, е однесен на ракета Делта-2 на 800 км над површината на Земјата. И големото откритие за аспиринот. Британска медицинска студија објавена денеска вели дека долгорочно земање дневна доза на аспирин може да го намали ризикот од колоректален рак. По 5 години случаите на појава на рак биле за 60% помалку кај пациентите кои земале аспирин, најмалку 2 години во споредба со оние кои земале лажна пилула. Берзите нагло се крена, а повестите дека европските лидери постигнале договор витален за решавање на огромната должничка криза на регионот. Договорот има за цел да спречи ширење на кризата на другите економии од еврозоната, но аналитичарите велат дека има уште работа пред да може да се каже дека кризата е под контрола. Следниот извештај не го испрати нашиот дописник од Лондон. Двегодишната криза на еврозоната конечно стигна на овој самит. Европските лидери разговараат цела ноќ, 11 часа, со задача да го спасат еврото. Свесна сум и сите други се свесни дека очите на светот се свртени овде. Мора да покажеме дека можеме да се заштитиме од длабоката економска криза. И мислам дека вечерва ние, европејците, презедовме вистински мерки. Глобалните пазари се согласија. Акциите скокнаа низ Европа, Азија и Соединетите Американски држави. Но оптимизмот може да биде со кусвек, вели економистот Тобиас Блатнер. Сега прашањето е колку ова ќе трае и мислам дека тука стануваме скептични и дека оваа епизода ќе биде куса, едноставно затоа што самитот остави многу прашања отворени. Европските лидери се согласија на приод од 3 дела. Банките да бидат рекапитализирани со 100 милиарди евра, од заемодавателите на Грција, каде најмногу е изразена кризата, ќе биде побарано да отпишат половина од долгот. Европскиот фонд за спасување ќе биде израмнет на околу 1 трилион евра во обид да ги покрие другите задолжени земји како Италија и Шпанија. Но не е доволно добро, вели Сајмон Тилфорд, главен економист во Центарот за европска реформа. Не се работи за нови пари, практично се вели, ние ќе ги покриеме вашите долгови ако имате тешкоти, но прашањето е дали ова ќе биде доволно да ги убеди инвеститорите да им позајмуваат нови држави. Не е јасно дека ќе биде. Во Грција, реакцијата на обични анкетирани граѓани е дека не веруваат оти ова нешто ќе помогне. Во Рим, договорот е пречекан со скептицизам. Токму од овие причини е значајно што за една недела многу од европските лидери повторно ќе се соберат на самитот на групата 20 во Франција. Таму, според аналитичарите, Европа ќе бара меѓународна поддршка од држави како Кина да им помогнат да го засилат договорот за долгот. Компаниите прават многу да го заштитат својот заштитен знак и лого. Неодамнешна конференција, организирана од Американската канцеларија за патенти и заштитни знаци, ја подвлече важноста на оваа активност, но и тешкотиите тоа да се стори. На дводневниот собир дојдоа над 10.000 посетители од сите возрасти и веднаш ќе ви кажеме што ги привлече. Костумирани ликови навидом ги забавуваа посетителите на овој саем, но и ги едуцира. Заштитните знаци не се само фотографија или лого, туку и карактерни особини. Децата гледаат многу заштитни знаци. Сакаме луѓето од сите возрасти да знаат да разликуваат оригинал од фалсификуван производ. Комесарот на Канцеларијата за патенти и заштитни знаци Дебра Кон вели дека заштитните знаци може да бидат и во други форми.
боја, мирис и звук. Тоа изненади многумина на сајамот. That's the Yahoo search engine. The lion's roar. Рикањето на лавот на почетната шпица на филмови на MGM е заштитен знак. Може да го искористите ова за нешто друго, но никогаш повторно во филм. Непочитувањето на заштитните права може да ја нарушат репутацијата на бизнисот, што може да е катастрофално. Само лани била запленета близу 200 милиони долари вредна стока на фалсификувани продукти кои изгледале како оригинални. Но не се само бизнисите во прашање. Потрошувачите исто така може да бидат оштетени. Например, има околу 3000 интернет страници за тестирање за влез во американско средно училиште. Сити Тонер е од Get Testing. Сакаме секој на сајмот да знае да препознае лажна програма. Многу го користат нашето име и лого. Цената е висока, $300, па тесто што нема да им донесе валиден документ. Дейвид Холмс е музичар кој продава свој компакт дискови и има живи изведби по клубови. Тој овде научил важна лекција, дека треба да го заштити својот производ, не само во САД. Кога користите интернет, тоа е практично меѓународна платформа. Сите музичари го сакаат тоа. Холмс сега знае што да стори за да го заштити своето име на глобалниот пазар. Кога еден политички режим се заменува со друг, сеедно дали промената била насилна или миролюбива, легитимна е загриженоста дека културното наследство може да биде колатерална штета. Во понеделник фрламе поглед на Египет и богатството што оваа земја го споделува со светот. Се надеваме не за последен пат. Во понеделник во Newsflash, кралот Тутанкамон може да ги почувствува промените во Египет, а со тоа и светот. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ве поздравуваме за денеска и за неделава, а до 15 ноември остана отворена можноста да добиете iPad 2 преку нашата Facebook страница. Ве чекаме овде повторно во понеделник.